Насловна страна на денешниот дневник. Ке го чувате природното и културното наследство или дивоградбите, порача евроамбасадорот Дейвид Гир. Прво обвинетиот за претепувањето на Пендиков не се чувствува виновен. Измама со СР за пополнување пријава на лажен сајт од УЈП. Премиера на театарската представа Мали против на детското драмско студио Драма Кидс. Потпишан договор со ЕБОР за грант за техничка документација за регионални депонии. За најавените и за останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид времето претежно облачно, ветровито и свежо со измерена максимална дневна температура од само 7 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, облачно, ветровито и постудено со дополнителен пад на температурите. Утре над британските острови, северозападна Европа, умерено облачно и нестабилно време со дожд. Врнежи од дожд и на крајниот исток и југоисток и на југ од Балканскиот полуостров, останатите делови од Европа стабилно со сончеви периоди, но релативно студено. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо со дневни температури под повеќегодишниот просек за овој период од годината. На север, североисток од Балканот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури во интервал од 5 до 14 степени. Во Македонија во четврток денот ќе започне со студено утро со утрински температури во опаѓање и ќе донесат и слаб мраз. Во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди, на ветровито и потопло со благ пораст на максималните дневни температури. И утринските во интервал од -6 до 3, дневните од 5 до 14 степени. Во Охрид во четврток студено утро со температура од 0 степени, во текот на денот умерено облачно со сончево периоди и североисточен ветар. Максималната дневна температура 8 степени. Во петок и сабота студено утро со температура од -1, односно 1 степен, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 10, односно 11 степени. Во недела не очекува умерено облачно време. Ќе има услови за слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура 5, максималната дневна 8 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Или зачувување и одржлив развој, или целосна девастација. Се двете можни визии за регионов кој е под закрила на УНЕСКО. Потребни се заеднички напори за негово зачувување, порача Дейвид Гир, амбасадор на Европската Унија во Македонија, при неговата посета на општина Дебрца. Две можни, но различни визии за иднината на регионов се во игра. Две визии за зачувување на природното и културното наследство кое ни е оставено како наследство. Едната е да се зачува ова единствено природно и културно богатство со кое располагаме, што пак може да донесе вистински бум во развојот на туризмот, и она другата визија за иднината, неизин див, неконтролиран развој, нелегални градби, непочитување на животната средина и иднина во која ќе го уништиме природното и културното богатство кое го имаме, кажа евроамбасадорот Дейвид Гир при неговата посета на општина Дебрца. So what needs to happen is we all need to work together. Што треба да се направи? Сите заеднички треба да действуваме, и централната и локалната власт, невладиниот сектор, граѓаните и секако бизнис заедницата, и да се обидеме да го зачуваме овој регион, но и да му дозволиме да се развива за добробит на населението, како за Европа, така и за светот. Во однос на препораките на последниот извештај на УНЕСКО, општина Дебрца не треба многу да биде загрижена, бидејќи дивоградби во оваа општина нема. Но сепак, дел од препораките кои важат за соседните општини Охрид и Струга и кои треба да се исполнат, ја засегаат и оваа општина, објасна Зоран Ногачевски, градоначалник на Дебрца. Проблемот кај нас повеќе се однесува на немање на одредена, например, инфраструктура. Еден од тие проблеми е овој проблемот со комуналниот отпад, кој што и нас не тангира, проблемот со обезбедување на канализациони системи уште за неколку населени места кои што гравитираат до Охридското езеро. И воглавно тие се, тие работи кои што општина Дебрца треба да ги исполни во делот на препораките. Тука е секако проблемот со реката Сатеска, на кој што во изминатиот период значително се работеше и направене еден, да речем, значителен напредок со реставрирањето на природниот тек на старото речно корито. Евроамбасадорот Гир при посетата на Дебрца подлече и дека причината за неговата неодамнешна посета била да ја пренесе пораката на ЕУ дека преку најразлични фондови ќе го поддржува креирањето услови за подобар социјален живот на локалното население, преку поддршка на проекти насочени кон креирање можности за развој на земјоделство, но и за промоција на регионот во сферата на руралниот туризам. Денеска во Основниот суд во Охрид започна главната расправа од судскиот процес за претепувањето на Христијан Пендиков. Обвинетиот Илија Спасески се изјасни дека не се чувствува виновен. На Спасески му се суди за кривично дело напад од омраза со тешки повреди. Пендиков повторно не се појави на судењето.
Со воведни зборови односно презентирање на обвинителниот акт од страна на обвинителството започна главната расправа во судскиот процес за претепувањето на секретарот на бугарскиот клуб во Охрид Христијан Пендиков на 19 јануари годинава пред угостителски објект. Прво обвинетиот Илија Спасевски, кој се товари за кривично дело нанесување на тешки телесни повреди од омраза поради национална и етничка припадност, се изјасни дека го разбира обвинението, но дека не се чувствува виновен. Оштетениот пак Христијан Пендиков и денеска не се појави во судницата во Основниот суд во Охрид. Неговиот правен застапник, адвокатот Стефан Камишевски, кажа дека отсуството е од здравствени причини, исто како и минатото рочиште од пред еден месец. Додаде дека Пендиков ќе дојде во Охридскиот суд кога ќе му заврши лекувањето. Сега е во подобро здравствено состојание. Наследното не знам дали ќе се појави. Не можам да тврдам. Се зависи од тоа кога ќе заврши неговото лекување. Судијата Бојан Мартиновски, кој го води процесот, судењето го продолжи со изведување на материјалните докази. Од страна на обвинителството во судницата беше пуштена снимка од безбедносна камера од инцидентот на критичната вечер. На видеозаписот? Па се виде како две лица тепаат едно лице. Кои се лицата допрва треба да се утврди. Впрочем, постапката е и за тоа да се утврди вистината, што се случило на критичниот настан, кои лица го претепале кое лице. Представникот на одбраната, адвокатот Димитрија Цобовски, смета дека снимката презентирана пред судот не потврдува кој го повредил оштетениот. И ги гледавте снимките и кај што вели обвинител дека ја мислам дека е тој. Не треба некој да мисли дека е тој или овој. Треба да има докази од кои неспорно може да се утврди. Мислење на обвинител дали е некој тој или не е тој, не е доволно некој да биде огласен за виновен. Судијата Бојан Мартиновски следното рочиште го закажа за 31 мај. Граѓаните да не одговараат на СМС пораки со кои им се бара да пополнат задолжителна пријава за УЈП. Веб страната е лажна, станува збор за измама и можна злоупотреба на податоци, предупредуваат од Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи информира дека кон граѓаните се испраќаат СМС пораки со кои се бара да извршат задолжителна пријава на лажна веб страница ujp_gov.mk/потврда. СМС пораката од бројот мобилен е со содржина УЈП, извршете ја задолжителната пријава ujp_gov.mk/потврда. На линкот има повеќе форми каде што се бара да се пополнат лични информации: име, презиме, адреса и така натаму, детаљи од платежна картичка и слики од документи. Никако не отварајте оваа лажна веб страница, бидејќи од вас бара да пополните полиња со вашите лични податоци, податоци од платежна картичка и да прикачите фотографија од вашата лична карта. Споделувањето на вашите лични податоци преку оваа лажна веб страница може да предизвика нивна злоупотреба, предупредуваат од УЈП. Оттаму потенцираат дека веб страницата е лажна и не е во сопственост на Управата за јавни приходи. Испраќачот на пораките се обидува да ги злоупотреби името и логото на УЈП и да ги доведе во заблуда граѓаните да споделуваат лични податоци и на тој начин да се изложат на ризик и можна злоупотреба. Управата за јавни приходи ги презема сите неопходни активности за справување со оваа состојба, соопштуваат од управата. За сајтот кој лажно се представува како УЈП предупреди и Агенцијата за електронски комуникации и Национален центар за одговор за компјутерски инциденти. Оттаму известуваат дека станува збор за смишинг, форма на фишинг во која напаѓачот користи привлечна текстуална порака за да ги измами луѓето да кликнат на испратениот линк и да му испратат лични информации со цел нивна понатамошна злоупотреба. Националниот центар исто така предупредува да внимавате и да не ги отварате линковите испратени во пораката, а доколку веќе сте го направиле тоа и сте внесле своји податоци и лозинки, тогаш веднаш променете ги. Се е подготвено за премиерата на театарската представа Мали против голем во изведба на детското драмско студио Драма Kids, кој работи во рамки на Центарот за култура Григор Парличев. Голем број млади таленти, современи теми кои ги тобираат проблемите на младите и многу посветеност и работа. Резултираа со проект на кој Охрид чекаше долго време.
Утре вечер вистинско театарско доживување за најмладата, но и за возрастната театарска публика во градов. Премиера на театарската представа Мали против голем во избедба на детското драмско студио Драма Kids, кој работи во рамки на Националното станова Центар за култура Григор Прличев. За многу работа, посветеност, но и за многу забава и многу нови другарства, зборуваат младите актери возбудени пред вечерашната генерална проба и секако пред утрешната премиера. Велат, тешко не било ништо, а интересно им било буквално се. Најинтересен дел ми беше кога се обвинувавме. Беше многу смешно, имаше шега, комедија. Најтешко ми беше... Не знам што ми беше најтешко. Не беше многу тешко, беше интересно. Ако сакаш све можеш, ако го сакаш нештото, ќе ти биде многу лесно. И искрено, што се однесува за оваа представа, пред се ми е чест и задоволство што работев со најдобрата режисерка и со најдобриот драматург во Охридскиот театар. Па стекнав нови другарства, искрено, и со тоа сум особено горда. Представава ми е еден голем успех, реално, во животов, што сум го постигнала, затоа што ми бил сон уште од малечка. Сум сакала да се занимавам со глума. Па, мене све ми беше интересно. Нема ништо што не ми е интересно. Тоа што го правиш на сцена е истото што го правиш на училиште. Дали така се однесуваш? Не. Не? Најтежок ми беше дел од сите кај што стојам најнаногу на почетокот, а најлесен дел ми е кога ќе се качувам на стол и мафтам со рацете. И желбата да сум глумец ми е исто како Бојана од самиот почеток, како мал ќе би наредев, си правев представи и сега сум многу среќен за оваа представа и ништо не ми е тешко, све е лесно. Ако сакаш, све ти е лесно. Инаку Драма Kids започна со работа од октомври 2022 година, број 26 членови од 3 до 8 оделение, кои макотрпно работеа на реализацијата на овој проект. Сум многу среќен што од идеја дојдовме до реализација. Пред некои 5-6 месеци отворивме конкурс за детско драмско студио, на кој се пријавија овие прекрасни дечина зад нас, кои 6 месеци работеа макотрпно, заедно со тимот, режисерката Ирена, драматургот Кристина и останатите. Оваа представа представува како авторско дело на драматургот Кристина Тодоровска-Петриска и режисерот Ирена Стериовска. Обработува теми од секојдневието на младите личности, нивниот глас, нивните размислувања, наспроти образовниот систем и воопшто светот на возрастните. Исклучително сум изненадена и почестена што имав можност да работам со толку талентирани деца. Со Тинка договоривме, мислам, бидејќи ги видовме нивните потенцијали, договоривме дека ќе напишеме приказна, јас и Тина, која што произлегува од нивни мотиви. Значи, она што нив најмногу им се случува и најмногу ги интересира во животот, тоа е училиштето. Како ментори на Драма Kids, авторите во текстот и самата изведба инкорпорираат мислења, ставови и темпераменти автентични за самите членови на студиото, па така ова театарско дело, иако жанровски функционално, обелоденува многу вистини за светогледот на децата во едни несигурни и неприлагодени општествени контексти, информираат од драмското студио. Се пријавија исклучително талентирани деца, кои што се надарени за театар, кои што сакаат уметност, и тоа безпрекорно го докажува на секоја една од работилниците. Немаше нередовност, беа сите навремени, сите одговорно работеа на задачите кои што им ги задававме и ги усвоија на некој начин принципите во театарот, а тоа е дисциплина, слушање, посветеност, вклученост, фокусираност,
вештини кои што и ќе им служат и понатаму во секојдневието и во секојдневниот живот. Со нив работат професионалци, членови на ансамблот на Народниот театар од Охрид, и тоа драматурзите Зоран Пејковски и Кристина Петреска, режисерите Ирена Стериовска и Ѓорѓи Ризиски и актерите Филип Кипровски, Павел Маслов и Стрезо Стаматовски. Координатор на драмското студио е Зоран Левиски, стручен соработник за драмска дејност при Национална установа Центар за култура Григор Парличев. Премиерата е закажана за утре во 20 часот, а реприза представата ќе доживее веднаш на петок 7 април. Истата ќе се игра и во текот на целата репертоарна сезона. Сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општина Охрид, најдоцна до крајот на месецов, треба да достават до општината документи за утврдување данок на имот. Согласно законските измени на Законот за даноци на имот, кој што започна да се применува од 1.1.2022 година, општина Охрид ги повикува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општината најдоцна до 30 април 2023 година да го достават следното: за сите непријавени имоти да достава даночна пријава за утврдување на данок на имот. Даночната пријава може да ја преземете на сајтот од општина Охрид. Поради ажурирање на базата на податоци, даночните обврзници кои промениле живеалиште да достават фотокопија од лична карта со постојано место на живење во општина Охрид, адресни податоци за достава на решенијата по пошта, место на живење надвор од општина Охрид и валидни имейл адреси за достава на решенијата по електронски пат. За дополнителните недвижни имоти, освен становите или куќите во кои живеат согласно лична карта врз кои имаат собственост, а се користат од други физички или правни лица, да достават: договор за закуп заверен на нотар, време траење на договорот, предмет на договорот и утврдена закупнина, договор за послуга заверен на нотар, користење односно плодоуживање со тоа што послугопримачот треба да се води со адресни податоци на адресата на недвижниот имот предмет во договорот, решение за упис во регистарот за угостителска дејност и решение за извршена категоризација на угостителски објекти за сместување. Решението за извршена категоризација да не е постаро од 3 години од датумот на издавање. За земјоделските земјишта кои се користат за земјоделско производство да достават решение за запишување на земјоделско стопанство во единствениот регистар на земјоделски стопанства и извештај за идентификација на земјишни парцели. Документите може да се достават лично во општина Охрид преку пошта или на имейл danočno.odelenje@ohrid.gov.mk со прилог скенирани документи и задолжително телефонски број за контакт. Сите дополнителни информации можете да ги најдете на официјалната страница на општина Охрид ohrid.gov.mk. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова денеска потпиша договор со Европската банка за обнова и развој за грант средства обезбедени од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, наменети за техничка поддршка за спроведување на проектот Регионален проект за цврст отпад. Стартува проектот за воспоставување регионални системи за управување со цврст отпад во државата. Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова денес потпиша договор со Европската банка за обнова и развој за грант средства обезбедени од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, наменети за техничка поддршка за спроведување на проектот Регионален проект за цврст отпад. Реално започнуваме со имплементација на она што го најавивме. И овој процес е многу значителен за државата, бидејќи самиот проект опфаќа 5 региони, од кои што во 4 досега не е превземено ништо и со овој проект започнуваме со воспоставување на основната инфраструктура за управување со отпад. Анди Аранитаси, представник на ЕБОР во Македонија, кажа дека со реализацијата на овој проект ќе се подобри животот на 1 милион македонци, што е повеќе од половина популацијата на државата. Зелената агенда е срцето на стратешките приоритети на ЕБОР, а за нас проекти како што овој задираат до суштината на нашите ангажмани во екологијата. Покрај ова беше потпишан договор со консултантската куќа Suez Consulting од Франција, чија задача ќе биде да даде
даде помош на проектната единица во Министерството одговорно за реализација на заемот од ЕБОР. За целиот проект, регионален проект за цврст отпад, Северна Македонија добива заем во висина од 55 милиони евра. Следуваат вестите од светот. Не мислев дека ова е можно во Америка, рече Доналд Трамп во врска со обвинението кое му беше прочитано неколку часа предходно во судот во Њујорк. Додаде дека сад одат по ѓаволите и дека дури и оние кои не се негови обожаватели велат дека такво нешто не треба да се случи. Трамп тврди дека сето тоа се случува заради изборите и дека окружниот обвинител во Атланта, за кој рече дека е расист, прави се што може за да го обвини. На крајот додаде дека во неговиот случај тоа е прогон, но дека може да ја држи главата горе. Трамп е обвинет дека ја платил порно звездата Сторми Даниелс во 2016 година за да молчи за нивната врска пред председателските избори. Даниелс рече дека и платил $130,000 за тоа. Трамп ги отфрла обвинувањата и тврди дека тоа се политички мотивирани. Судијата што ја води постапката против поранешниот американски председател Доналд Трамп во Њујорк го закажа следното рочиште за 4 декември, приближно 2 месеци пред официјалниот почеток на републиканските прелиминарни избори за председателската трка во 2024 година. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека антируските санкции на Западот ќе останат во сила уште долго и затоа е неопходно да се развијат мерки за суверен развој на Русија на долг рок. Секако сите разбираме дека санкциите се таму за да останат во сила, така што покрај приоритетните мерки за замена на увезените технологии и производи потребни се среднорочни и долгорочни реформи, насочени кон стратешките цели на суверениот развој на земјата, го представи Путин на седницата на председателството на Државниот совет. Израелската полиција рано утрото упадна во џамија Ал-Акса во Ерусалим, а биле принудени да влезат во комплексот откако маскирани екстремисти се заклучиле во џамијата со пиротехнички средства, стапови и камења. Палестинската црвена полумесечина соопшти дека 7 палестинци биле повредени со гумени куршуми за време на физичка пресметка со израелската полиција во комплексот на џамијата Ал-Акса. Се додава дека израелските сили ги спречуваат нивните лекари да стигнат до џамијата. До крајот на 2022 година во светот имало 5,4 милијарди претплатници на мобилни телефони, а до 2030 ќе ги има околу 6,4, проценува глобалното здружение на мобилната индустрија ГСМА по повод одбележувањето 50 години од првиот мобилен телефонски повик. Првиот мобилен телефонски повик бил направен на 3 април 1973 година од страна на инженерот и пронаоѓач Марти Купер од улиците на Њујорк со помош на телефон тежок 1 килограм и траење на батерија од 25 минути. Купер го нарекуваат таткото на мобилниот телефон, затоа што ја фокусирал својата пионерска работа со тим во Моторола на развој на комерцијален мобилен телефон 10 години откако прототипот бил искористен за првиот повик. Тој телефон се продавал за околу $4,000. Но во светот има повеќе од 8,4 милијарди SIM конекции, што го нагласува големото општествено влијание кој го постигна мобилниот телефон. Тој е најкористениот уред за потрошувачка на електроника во историјата и веќе имаме повеќе мобилни телефони отколку луѓе во светот. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!